Цвеќињата не се само декор во вашиот дом. Тие абсорбираат негативната енергија која што ја носите со себе од надворешната средина во домот и создаваат една пријатна, мирна, релаксирачка атмосфера и ви даруваат здравје. Растенијата според фенг шуи се моćни извори на чи, животна сила која наполнува се живо со енергија. Здрав и силен човек има убаво чи, а слабиот или болниот лошо. За да ја стимулирате, можете со успех да ги користите растенијата и законите на фенг шуи. При создавањето на цветните композиции користете растенија кои бараат исти услови на одгледување. Не е убаво да комбинирате брзо растечки растенија со бавни, бидејќи првите ќе го нарушат растот на вторите. При изборот на растенијата треба да ги земате во предвид и формата на нивните лисја. Острите листови содржат многу јан, персонификација на машката почеток и тера енергијата чи да се движи брзо. Кружните листови ги одразуваат квалитетите на јин, женскиот почеток. Затоа, каде стои таков цвет, чи тече бавно. Палетата на бои исто така силно влијае за стимулирање на енергијата чи. Црвените бои во јужниот дел на собата ќе ја подобрат емоционалната позадина и ќе придонесуваат за вашиот јавен живот. Засадете цвеќиња со сини бои во северниот агол и дотурете бели. За да ги реализирате плановите, може да си помогнете со нијанси на зелена, поставени на исток. Така оваа боја се поврзува со растот и развојот. Романтичните односи се зацврстуваат со белите бои на цвеќињата ставени во западниот дел на собата. Ставете 3 здрави, нови растенија во вашата кујна. Тие ќе поднесат свежо чи, што ќе доведе до подобрување на вашето здравје, како и до зголемување на вашето богатство. Ставете свежо набрани цвеќиња во спалната. Тие ќе внесат свежа енергија во вашата врска со партнерот. Цветовите даваат и среќа во вашиот живот. Менувајте ги цвеќињата веднаш што почнат да венеат. За да им помогнете на децата да бидат здрави или за да ги повратите од некаква болест, силно ви препорачуваме употреба на зелени растенија. Ставете непарен број. 3, 5 и 9 се добар број на зелени растенија во детската спална со намера децата да се излечат и да бидат здрави. Кога имате впечаток дека не можете да се фокусирате и ментално сте изморени, подобрете ја циркулацијата на чи со вметнување големо растение во саксија во близина на вратата на кабинетот каде што работите. Композициите од суви растенија практично даваат рамнотежа на енергиите во вашиот дом. Главното не го заборавајте, а тоа е да го симнувате правот од нив, кој се собира околу. Се смета дека така до нив не стигнува доволно енергија. Избегнувајте да ставате кактуси и други бодликави растенија на југозападната страна, затоа што таа е зона на меѓучовечките односи. Според кинеската традиција, вештачкото цвеќе нема никакви позитивни ефекти. Па затоа е препорачливо тоа да не е присутно во вашите домови, за да не ја наруши енергетската стабилност и рамнотежа во домот. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.